Во посета на Куманово, неговата екселенција, амбасадорот на Франција, господинот Кристијан Тимонје, мој голем поздрав до неговиот напор да направи една таква средба, каде во ова протоколарна посета се повикани вице-премиерот на влада Република Македонија за евроинтеграција господин Адеми и министерот на внатрешни работи господин Оливер Спасовски. Значи, еден погабритен состав, може да се задоволство да кажам дека никогаш во мојата политичка прагма таков состав не е бил во овој кабинет. Значи, сега да истакнам пред се протоколарна посета, господинот амбасадор е нов амбасадор во Македонија и неговата тенденција е да излезе од Скопје да ги запознае спецификите на градовите. Значи, еден од поголемите и позначајните опозицијски и најголемата локална самоуправа е Куманово, а двата министра токму потекнуваат од овој град и од овој регион. Значи, протоколарно имаше воведно запознавање со структурата на градот, потоа отвориме теми за децентрализацијата, значењето на децентрализацијата во вкупниот развој, економски и развојните програми во локалната заедница и спецификите и слабостите во самиот процес, кој е формиран за сите позитивни и негативни трендови во законите за локалната самоуправа и отвориме теми околу изборниот процес, институциите на системот и нашите индивидувања каде треба да оди Македонија во наредниот период. Такви излагања даде и вице-премиерот и министерот на внатрешни работи. Имаме интерактивна дискусија и денес сум посебно среќен што сум побогат за едно ново сознание како гледа Франција, како гледа званичната политика на амбасадата на Франција, како се позиционира исто така Министерство за евроинтеграција, односно вице-премиерот и видувањата на Министерство што не очекува во наредниот период до 11 декември, каде очекуваме еден фер, слободни и демократски избори. Еве, јас како домаќин, толку ќе кажам за она што се случуваше на протоколарната средба, и сега поред сите од гостите ќе дадат своји видувања за средбата и надежите за перспективна демократска и слободна Македонија.